По вчерашната изјава на шефот на мисијата на Меѓународниот монетарен фонд за тоа што ја чека македонската економија во 2012 година, работите станаа сосема јасни. Она што во подолг период го зборува СДСМ за сериозноста на состојбата, за нереалноста на владината проекција за растот на македонската економија во наредната година и за ризиците поврзани со владините задолжувања во странство, сето тоа сега е потврдено и од страна на Меѓународниот монетарен фонд. Со тоа, сосема е јасно дека во однос на проекциите за наредната година, на една страна се ММФ, Светска банка, Народна банка, СДСМ, а на друга страна, осамена и со изгубен кредибилитет, е владата на премиерот Груевски. Неразумно е игнорирањето што владата го прави во врска со добронамерните укажувања што и се даваат. Не може Светска банка да биде релевантна кога владата сака да се фали со Doing Business извештајот, а да не е релевантна кога дава двојно полоша проекција од онаа на владата. Истото важи и во однос на Меѓународниот монетарен фонд. Очигледно е дека владата не може или не сака да ја свати сериозноста на состојбата. Бидејќи македонската економија во 2012 година нема да има раст како што предвидува владата, тоа значи дека во буџетот ќе има помалку приходи. Затоа, ја повикуваме владата подитно да го сообрази буџетот со реалноста. Доколку владата не ги прифати добронамерните укажувања, тогаш го повикуваме премиерот Груевски уште од сега да им каже на граѓаните од каде ќе крати до година од буџетот. Ќе ги намалува пензиите, ќе ги намалува платите на администрацијата или ќе ги крати капиталните инвестиции со кои што сега толку се фали. Или можеби премиерот нема ништо од ова да скрати, меѓутоа дополнително ќе ги заложи во странство и државата и граѓаните. Граѓаните имаат право да знаат.